На денешен ден во 1517 година, револтираниот германски свештеник Мартин Лутер ги обесил на вратата од катедралата во Витенберг своите 95 тези против злоупотребите на црквата, означувајќи го почетокот на реформацијата во германските земји. На денешен ден во 1632 година е роден Јан Вермер, еден од најголемите холандски сликарски мајстори на 17-тиот век. Непрепознаен во своето време, 2 века подоцна стана символ на светското сликарство. На овој датум во 1795 година е роден англискиот поет Џон Китс, еден од најпознатите романтичари. За само 5 години творештво создаде дела кои го вбројуваат меѓу најголемите поети: Ендимион, Ода на славеот, Ода на есента. На овој датум во 1918 година е убиен поранешниот унгарски премиер Иштван Тиса, водач на реакционерната национална работничка партија. На овој ден во 1925 година Реза Кан го презал тронот на Иран и ја основал династијата Пахлави, која владееше до исламската револуција во 1979 година. На денешен ден во 1952 година САД го извршија првото тестирање на хидрогенска бомба на Маршалските острови во Тихиот океан. На овој датум во 1956 година Британија и Франција започнаа напад врз Египет со бомбардирање на аеродромите, што ја означи кулминацијата на Суетската криза. На овој датум во 1984 година премиерката на Индија Индира Ганди беше убиена од членови на своето обезбедување, екстремисти сики, пред нејзината резиденција во Њу Делхи. На денешен ден во 1991 година на првите повеќе партиски избори во Замбија, Фредерик Чилуба го победи долгогодишниот лидер Кенет Каунда, првиот претседател на земјата. На овој датум во 1993 година почина славниот италијански режисер Федерико Фелини, добитник на 3 Оскари и автор на филмовите Улицата, Осум и пол и Амаркорд. На овој датум во 2000 година во Казахстан експлодира руска ракета, која ги носеше првите жители на меѓународната вселенска станица. На денешен ден во 2003 година Абдула Ахмад Бадави беше избран за 5ти премиер на Малезија, наследувајќи го контроверзниот Махатир Мохамад. На овој датум во 2010 година Дилма Русев беше избрана за првата жена председателка на Бразил. На денешен ден во 2011 година УНЕСКО ја прими Палестина како полноправна членка, што предизвика прекин на финансирањето од САД, Канада и Израел. На овој датум во 2015 година руски авион што летал од Шарм ел Шејк до Санкт Петербург се урна над Синај, при што загинаа 224 лица. Русија го оцени инцидентот како терористички напад. На денешен ден во 2015 година пожар во ноќен клуб во Букурешт однесе 61 живот, откако пиротехнички средства предизвикаа паника меѓу посетителите. На овој датум во 2020 година почина шкотскиот актер Шон Конери, првиот филмски Джеймс Бонд и добитник на бројни награди за филмови како Името на розата и Лов на црвениот октомври.